Активни баратели на работа може да бидат дел од 3-месечна обука, опфатени со пилот мерката за задоволување на локалните потреби од квалификувана работна сила. Денеска се одржа конститутивна седница на која присуствуваа представници од Центарот за вработување од Струмица, представници на локалната власт, професори и директори на средни училишта. Според раководителот на Центарот за вработување од Струмица Ристо Ангелов, мерката треба да поттикне соработка со работодавачите со цел зголемување на нивните потреби од квалификувана работна сила. Основна цел на пилот мерката е задоволувањето на потребите на работодавци со квалитетна работна сила, во кои што ќе можат да учествуваат невработените лица, активните баратели на работа, одредени потешкоти при пополнувањето на слободните работни места, вклучено што одредени невработени лица и покрај стручниот степен на образование и потребни број на квалификации што ги имат стекната во текот на своето образование, немаат потребна обука, односно квалификации за извршувањето на своите работни задачи. И тоа е интенцијата на оваа пилот мерка која ќе се остварува во текот на 2018 година со цел задоволување на потребите на работодавците со квалитетна работна сила, односно пополнување на нивните мерки. Пилот мерката, чија реализација ќе стартува во 2018 година, ги опфаќа сите активни баратели на работа, кои може да се пријават на конкурсот, а улогата на селекција ќе ја имаат работодавачите, кои непосредно на апликантите ќе им ги објаснат процесот на производство, описот на работното место, како и условите што треба да ги исполнуваат. За таа цел, секој невработено лице ќе добива и одреден вид на надоместок, кој ќе изнесува 9.000 денари, во кој плюс и трошоци за повреда во случај на нестаке на работно место, како и персонален данок. По завршувањето на обуката од 3 месеци, работодавците ќе добиваат субвенција во износ од 17.000 денари, 6 месеци, со обврска следните 6 месеци истите тие лица да ги задржат на работните места. Исто тоа се однесува и на лицата со посебни потреби. Тука се средствата во поголем износ. Овие лица ќе добиваат износ од 17.000 денари, со тоа што во рок од 6 месеци и работодавците имаат само обврска да ги задржат 6 месеци на работното место, а исто така и ќе добијат средства за адаптација на работното место. Програмата според надлежните нуди можност за поголема соработка помеѓу работодавачите и средните стручни училишта за спроведување обуки согласно потребите на работодавачите и зголемување на економската активност на општините.